Добар ден, дечиња. Здраво. Јас сум воспитувачката Александра Јосифова и доаѓам од детската градинка Звездички од Чешиново Облешево. Денес јас сакам да ви прочитам еден текст за Мечето Медарче и докторот Клукајдравец. Меѓутоа, пред да започнеме, би сакала да направиме една кратка вежбичка да ги фокусираме нашите мозоци, да ги активираме за да можеме повнимателно да слушаме. Дали сакате? Ајде, може да почнеме. Следете ме мене и повторувајте по мене. Јас сум слободен да бидам јас сум среќно дете. Јас сум слободен да бидам јас сум среќно дете. Јас длабоко и комплетно се сакам себе си. Кога се тапкам, убави работи се случуваат. Јас сум среќно дете. Кога се тапкам, убави работи се случуваат. Јас сум среќно дете. Јас длабоко и комплетно се сакам себе си. Јас се опуштив од глава до пети. Јас сум среќно дете. Јас се опуштив од глава до пети. Јас сум среќно дете. Јас длабоко и комплетно се сакам себе си. Ете така. Сега кога веќе ги фокусиравме нашите мозоци, можеме да започнеме. Ајде сега ќе побарам од вас да ми одговорите. Деца, мечето Медарче, или во нашиот случај мечето, какво животно е? Диво или домашно? Така е, браво. Тоа е диво шумско животно кое живее во нашите шуми. А дали знаете што е Клукајдравец или докторот Клукајдравец? Да, деца, тоа е птица. Тоа е птица која живее во нашите шуми и насекаде околу нас. Сега можеме да започнеме. Еден ден мечето Медарче почнало да оди низ шумата и да вика и овка. Уф, ау, помагајте, брзо помагајте. Умрев од болки. Деца, кажете ми, каде има заболекар во шумата? Мече, ти ме бараш мене, јас сум заболекар. Ме викаат доктор Клукајдравец. Некои ме нарекуваат и шумски лекар. Лекувам дрвја, па и некои животни. Ах, го слушнам, имам слушано јас многу често твоето чук, кога удераш по стеблата на дрвјата. А многу ја сакам и твојата прекрасна песна. Ау, ме боли забот. Помагајте, докторе. Седни на столот. Отвори го клунот. О, се извинувам. Заборавив дека ти немаш клун, но имаш уста. Отвори ја устата. Зошто се плашиш? Не се плаши. Отвори ја устата убаво. Се плашам да не ме боли. Ке те боли, но само малку. Ке издржиш само малку бол, а потоа нема да те боли. Тогаш ке си свиркаш и ке си пееш. Јас не можам да свиркам и да си пеам. Јас можам само да мумлам. Еве вака. Леле, не можам ни да мумлам со болниот зап. Таков јунак, а се плаши од заболекар. Ајде, отвори ја устата да видам што е со твоите заби. Мечето ја отвора устата. А Клукајдравец. Еве, овој зап е болен. Морам да ти кажам, мече Медарче, дека многу сладки си јаде. Па јаде, кога во шумата има многу медењаци. Ти, мече Медарче, на преглед не си дошла?
Кога требаше да дојдам, заспав. Кој доаѓа редовно на преглед кај заболекарот, забите нема никогаш да го болат. Од сега натаму јас редовно ќе доаѓам на преглед кај тебе. А сега отворија убаво устат. Ќе вртам со машината. Чук, 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 чук. Др, др. Што е ова? Ох, гледај мече медарче, колкаво парче чоколадо ти извадив од болниот зап. Потивко да не те слушнат децата. Дај ми го малку да се засладам. Мече медарче, непоправлив си. Не знаеш дека чоколадата им штети на забит. А од каде го доби ти ово чоколадо? Вчера децата беа на излет во шумата, па јадеа чоколадо. Јас... Ти си ги исплашил, си ги избракал, за да им го земеш чоколадото. Срам да ти е. То нема никогаш веќе да се повтори. Леле, помагај, пак ме заболе забот. Ајде уште малку, повторно. Повторувам. Тр, тр. Готово. А сега плукни. Сега дали може да си одам? Чекај, болниот зап треба да го пломбирам. А од што е направена пломбата? Ке бидам ли убаво? Од сребрена месечина, што ја ловиле пајките во своите мрежи. Гледај како свети. Сега мече медарче се е готово. Ти советувам, ако сакаш да имаш здрави заби, од храната да ги изоставиш медењаците и чоколадите. Подобро е да јадеш јаболки, посебно пред спиење, зашто јаболките ги чистат забите, а редовно да доаѓаш и на преглед. Доктор Клукајдравец, ти си вистински шумски заболекар. Благодарам што ми го излечи болниот зап. Ке ти се одолжам и ке ти донесам цело грне мед. Ете така, деца. Дали ме слушавте внимателно? Добро. А сега малку ке дишеме и издишуваме, за да одмориме малку. Уште еднаш земи воздух. Пополека. И уште еднаш. Ете така. Дали ви се допадна приказната? Баш ми мил. Ајде сега да ми помогнете, да го повториме текстот. Зашто зборувавме? Зашто ви прочитав пред малку? За зајакот и тигарот? Да, се разбирала дека не. Зборувавме за мечето медарче и докторот Клукајдравец. Така е, деца. Ајде сега некој да ми каже, зошто? Што се случило со мечето еден ден? Така е, го болел забот. А кој дошол да му помогне? Кој бил шумскиот заболекар? Така е, деца, докторот Клукајдравец. И дали тој му го направил забот на мечето медарче? Му пронајдел парче чоколадо во забот. Така е, затоа го болел забот. Дали? Да, тој му го и пломбирал забот. Точно. Со пломба од сребрена месечина. Така ли е, деци? Така. Сега, дали вие редовно одите? Кај кој доктор одите за вашите заби?
заболекар или стоматолог. Така е, деца. Стоматологот е докторот кој што се грижи за нашите и ваши заби. Дали одите редовно на стоматолог? Да, се разбира, но сега, бидејќи е ваква ситуацијата, не одиме. Но се надеваме, откако ќе заврши, пак ќе одите повторно кај вашиот заболекар и стоматолог. Меѓутоа, деца, за да имаме здрави заби, не ни е потребно само да одиме на стоматолог. Како уште можеме ние да ги заштитиме нашите заби? Така е, деца, со миење. А со што ги миеме нашите заби? Па се разбира, деца, со паста и четка за заби. Деца, здравието на нашите заби е многу битно и ве молам секој ден да ги миете вашите заби. Обавезно пред спиење и наутро. А за да имате здрави заби, не треба само да ги миеме, него треба сега кога веќе седите дома да внимавате, деца. Ве молам, не јадете сладки торти и чоколади премногу. Да, помалку, но не премногу. Туку ви препорачувам да јадете повеќе овошје и зеленчук. Така е, овошје и зеленчук. Бидејќи тие се полни со витамини и ќе ни помогнат да бидеме здрави. Како нашите заби, така и ние. Ви благодарам, деца. Се гледаме повторно.